почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувана јавност македонска. Пред нас е законот за задолжување кај Светска банка за унапредување на основното образование. Уште на почетокот да кажам дека средствата од овие заеми ќе одат за новата концепција на министерката Мила Царовска и тоа не се мали средства, тоа се фантастични 21,5 милиони евра во вид на проект. Не верувам дека 1 евро ќе се потроши за училиштата и за учениците, туку сите пари ќе одат за политички кампањи. Република Македонија е презадолжена држава, долгот веќе надмина 60% и според критериумите од Мастрихт, тоа е зона на целосно несигурно враќање на долговите. 2020 година се задолживме во време на пандемија на COVID-19 над милиарда евра, но внимавајте, денес сме 16 март, во Собранието и тековни закони се задолжуваме за фантастични 452 милиона евра досега, 2021 година. Веќе ја надминавме бројката која беше планирана во буџетот за 2021 година како дефицит. Овде не ги ставам уште 500 милиона евра за клиничкиот центар. Ако тоа го собереме, тоа ви е фантастична милиарда евра до март. Што планирате до крајот на годината? Тоа само може да претпоставуваме и доле да дебатираме на комисии за финансирање и буџет и овде на пленарни седници. Конкретно за законот. Да, за реформи во образованието. Образованието е динамички процес и секогаш може повеќе, и секој денар вложен во образование е добро вложен денар. Но не за неосмислени и нарачани реформи во образованието од туги центри на моќ, кои не и мислат ништо добро на Република Македонија. Сосема јасно дека овие пари се наменети за новиот концепт на владата, кој патем не доби преодна оценка во јавноста. Зошто го велам ова? Овде во Собранието организиравме јавна расправа и Министерството за образование и наука и Бирото можеа да слушнат многу коментари, но јавната расправа уште формално не е завршена. Воопшто не се донесени заклучоци за да може Министерството и Бирото да постапат по тие заклучоци, односно да може да ја прилагодат концепцијата на тоа што се дебатираше овде на оваа говорница. Проблемот е што воопшто не е тешко да се извлечат заклучоци. Доколку ги анализирате јавните настапи на стручните луѓе, ќе заклучиме дека концепцијата е неприфатлива и треба да се доработи. Институции кои се спротивставија на концепцијата се многу. МАНУ, УКИМ, факултети и така натаму, и така натаму. Ништо од финскиот модел. Секој ден гледаме загриженост кај целата образовна фела. Загриженост постои кај професорите, кај наставниците, кај родителите, но најжално е што загриженост постои кај учениците. Затоа што општеството нема одговори за еден клучен сегмент, а тоа е образованието. Каде ќе се движи во иднина? Ќе се задржам на текстот. Македонија ќе се задолжи за фантастични 21,5 милиони евра и кога ќе го погледнете текстот на законот, најмногу боди во очи бирократијата и предвидувањето пари за семинари, работилници, проекти, едукации, анализи и така натаму и така натаму. Ќе почнам од компонента 2.
Реформа за следење и оценување на националниот прогрес во учењето. Пазете, 1.895.000 евра за да следиме што ќе се случи во образованието. Значи, некој не верува во новиот концепт. Некој од старт предвидува дека треба да се следат работите и да се менаџира. Значи, знаете дека понудувате лош концепт. Под компонента 2.2. Користење на резултатите од програмата за државно тестирање. Фантастични 645.000 евра. Ви се молам, некој да ги прочита резултатите од тестирањето, треба да земе на овој или на оној начин 645.000 евра. А тоа е платен од државата да ги следи тие тестирања и тие резултати. Невидена небулоза. Компонента 3. Зајакнување на капацитетите на наставниот кадар, стручните соработници и директорите на училиштата. 2,9 милиони евра. Во државата имаме 18.600 наставници во основно образование. Сигурно директорите по вакви или онакви семинари ќе земат многу повеќе. Кога ова ќе го поделите на наставниците, им доаѓа негде по 480 денари месечно, ќе ги частеме за да молчат и да не реагираат на ваква глупава концепција која е сама по себе без преседант. Компонента 4 е овде Министерството за образование, бирото сами ќе се наградат со фантастични 1,5 милион евра, затоа што завршиле добра работа која им е дадена да ја сработат, иако знаат дека работат лош концепт и дека тоа чисто политички концепт за остварување на нечии политики и интереси. На крај, компонента 1, тоа се пари за реконструкции на училишта, помали инвестиции, кабинети, лаборатории и така натаму, меѓутоа внимавајте. До сега од буџетот за капитални инвестиции имаме потрошено само 1,1 милион евра. 2021 година остануваат 26 милиони 595.000 евра пари во буџетот кои ги имаме за оваа намена. И сега, не си ги трошиме собствените пари, реализацијата е само 4,22% на капиталните инвестиции, ќе инвестираме со позајмени пари, за кои ќе плаќаме и камати, и давачки, и такси, и што ли не. Овде ќе се читаме на парадокси, лаборатории за природни науки. Поима немам како ќе изгледа таа лабораторија. На едно место лабораторија за физика, хемија, биологија, географија и така натаму, се надавам нема да направат ваква глупост. А ако инвестираат во лаборатории за природни науки, посебно како што е во цел свет, тогаш веќе го имаме тој концепт. Зашто го менуваме концептот за природни науки? Ниту еден денар за историја. Воопшто не се ни спомнува историјата. Многу јасно, овде ќе бришете. Како што брусете шахти, плоштади, подови и што ли не, сега ќе се нагледаме на бришење на македонската национална историја по учебниците, за да се задоволат Преспанскиот и Бугарскиот договор. Потребно е нов концепт за целото образование, меѓутоа тој концепт мора да биде општо прифатлив и јасен концепт за образованието во Република Македонија. Понатаму останатите фази. Не реагирав со амандмани, меѓутоа искрено ми е криво што немаме покрај сегашните 6 члена, уште 2 члена за одговорност и за кривична одговорност
за резултатите од овој проект кои нема да ги видиме, а за тоа ќе бидат сведоци рањата на меѓународните релевантни институции. Благодарам. Фалем дарете, Јуве.